ги натеравме младите да излезат од рамката и да побараат решенија. Не е едноставно да се направи притисок за да се расчисти демиркаписката клисура, ниту да се подигне свеста за поголема хигиена во битола, а уште помалку да се влијае на стружани дека може да имаат почисти плажи. Сакавме активни младина, тоа и го добивме. Драматична е сликата на брегот од Преспанското езеро. Големото повлекување на водата ги остави трските на суво, а рибарите заради калта и тињата едва ги внесуваат чамците во езерото. Ова е сето останато од автопат, од изградба на автопатот, бетон, платна арматура, понатаму ќе видите и цевки има пластични големи. Environmental challenges affect us all. Луѓето се будат за активизам се повеќе кога нивните интереси се засегнати за нешто. Излезе тендер на кој што требаше да се гради автопат и како најповолна цена даде фирмата Актор, тоа е грчка фирма. И тие ја завршија работата за 6 години, таа почна во автопатот почна да се употребува во 2018 година. Ова место е целото со градежен шут и изгубен на сјајот, така што се исечени дрвата и уништени и отежнате патот да се поминува по може клисурата. Баравме начини, разговаравме. Сето тоа се случуваше во еден затворен круг во нашата училница. Сакам да кажам дека се почнува од таму. Еден ден, преку дискусија, свативме дека најдобро е да почнеме со расчистување на депониите и ѓубрето, бидејќи најмногу ни бодеа очи. Сведоци сме се повеќе и повеќе, значи младите луѓе знаат се помалку за природата и за општеството во кое живееме. Ваквите работилници или ваквите обуки се предизвик за младите за полесно да се запознаат со активностите кои понатаму треба да се спроведуваат во делот на заштитата на животната средина.